Здраво, Маја. Мило ми е денеска што си ми на подкаст. Здраво, фала за покана. За тие што не те знаат, уствари, и ја те запознав преку Инстаграм по дизајн курсо што го имаш направено. Баш ми падна у очи и ми се допаѓаше што настапи директно онлайн со многу компетитивна цена. Сванав дека доста одзив има и доста луѓе и сакав да те викнам за да разговараме, да објаснеме на сите право што правиш ти конкретно со курсо и да охрабрам и други што имат некоја вештина дека веќе 2023 година е мислам супер година да може онлайн да си ја продадат нивната вештина. Инаку фала ти за комплиментите, баш ми е мила и се согласувам дека нели секој треба да започне својата вештина да ја продава онлайн. Бидејќи нели живееме во општество каде што може буквално било каков приход да направиме да имаме. Водно за тоа нели како сум започнала со мојата дизајнерска кариера, тоа на сите им го кажувам кога почнав со Photoshop. Почнав со илустрација, нели дигитална, имав таблет за цртање, но тогаш се уште не бев запознаена дека тоа е дел од дизајн, дел од нели дигитална уметност. Бидејќи имав негде околу 14-15 години кога започнав да скицирам дигитална уметност и покасно откако нели во текот на средно си ги учев програмите како илустратор и Photoshop и доаѓа прва година на факултет се запишувам на Финки, да останувам од студентски промен на Финки и таму им е потребен дизајнер. И јас знам да работам илустратор, би можела некако да ви помогнам. И од тука почнува, ајде да го наречам во наводници, моето патештествие како дизајнер. Прво започнувам нели како графички дизајнер, каде што работам на настани поврзани со студенти, потоа ја добивам својата прва пракса, па после нели полека си работам на други проекти каде дали тоа е лого, постер. Па покасно ја добивам првата понуда за дизајн апликација, Speak Out, тоа беа млад тим кој што своја прво место организирано Телеком и од УНИЦЕФ и покасно нели се надпреварува во Египет. Мислам дека беше во Египет. И полека си навлегов во тој UX UI свет. Аплицирав на неколку работни позиции, бев дел од неколку маркетинг дизајн агенции и моментално сум каде што сум. Кажи ми што те натера за онлайн курс да правиш? Дали тоа го имаш одамна планирано или последниот период имаше некој дел што надвладеа на тебе? Имаше многу луѓе што ми пишува: Маја, зашто не почнеш да продаваш нешто преку твојот профил, зашто не почнеш ти да менторираш, одличен ментор си. Знаеш, сите тие убави зборови што ги слушав. И добив понуда да бидам дел од SMX академијата, нели? Каде што предавав 2 пати по 2 недели, но тоа не беа доволни часови од моја страна за предавање, бидејќи и јас малку тука направив грешка, бидејќи сметав дека за 2 недели може да се научи нешто, но погрешив и не сакам тоа тука така да остане. И од друга страна ми се роди желбата за јас да креирам сопствен курс, да си докажам самата на себе дека го поседувам знаењето и тоа знаење можам да го споделам со другите. И како што кажав, јас сум одличен мотиватор. Не морам јас да кажам, може тоа да го потврдат и луѓето кои што биле во некаков допир со мене, нели да ги поттикнам да бидат својата најдобра верзија и од тука нели доаѓа нештото да го креирам. Ти имаш на Финки почнано прва година, како што знам, нели? Да. Бев дел од Финки 3 години, додека се случи нели короната. Како што кажав, на предприемништво нели имавме час предавање со тебе и со Горјан од мој воздух. И тоа мислам дека ми беше последното предавање ја што го имав, каде што во моментот се... Може па и јас сум те мотивирал да се откажеш од факултет и да почнеш бизнис. Да. И во тој момент нели корона се случува и мислам дека сите што почнавме во короната да правиме нешто со себе, сме далеку моментално поуспешни од колку што сме биле во тој период. Барем јас така лично тоа си го гледам и сваќам.
И сватив дека јас себе си не се гледам како програмер и дека сум се повеќе и повеќе се пронаоѓам во UX и делот. И бев, окей, една година ќе паузирам, да видам дали може би некоја промена се случува со мене, бидејќи знаеш, млади сме, се некои работи нови доаѓаат, ни се допаѓаат, не знаеме на каде тераме и бев да не правам погрешна одлука, прво една година ќе паузирам, додека паузирав, работев во маркетинг дизајн агенција, покасно се работев во нова фирма, каде што работев како веб дизајнер и едноставно сватив дека јас не сум за финки, нели, додека работев, потоа се запишав на финанси, на приватен факултет, бидејќи немав доволно време за да се посветам додам нели на предавања. Иако реално нели јас на страна повторно си учам, бидејќи знаењето е многу моќна алатка што можеш да ја поседуваш ти како човек. Последна година факултетот доаѓа се распаѓа поради внатрешни промени што се случуваат и бев, окей, втората среќа ми пропадна. Трета среќа одам на фон за графички дизајнер да се пробам, барем по струка ќе си бидам. Доаѓам таму и само ми викаат квотата е пополнета, не може да те примиме, освен ако сакаш на маркетинг да те пренасочиме. И бев, окей, последно уште тука се пробувам и ќе видам уште 2 години ми остануваат. Ма баш буквално си земала по нешто од програмирање, нешто од маркетинг и дизајн и тоа е одличен склоп за да имаш добар старт и да можеш да работиш со секоја IT компанија. Да, тука се согласувам и сметам дека било кој дизајнер да почне, потребно е да знае од повеќе тематики да се интересира, бидејќи нели нема ти нон-стоп да имаш само IT фирми кои што ќе ти нудат проекти или во IT фирми што ќе работиш, ќе имаш буквално секакви разни проекти на кои што ќе треба за кои што ќе треба да поседуваш одредено знаење. Многу добро е за секој дизајнер, мислам барем до сега и кај нас фирма што има доедено, ако има барем малку подобро познавање од маркетинг и програмирање, работата е што другојаче ја размислува работата додека ја дизајнира. Ти ако имаш мало познавање од програмирање, чисто ќе знаеш како елементите да ги ставиш за лесно да му биде на програмеро за да ги направи. Ти не е секогаш суштината само убаво да изгледа, а да биде многу комплицирано за да се направи. Исто и од маркетинг аспект, ако тај дизајн не генерира sales, не генерира leads, тогај џабе што е убав пример на око. Треба да ја заврши нели целата функција. Така да мислам дека некој барем сега треба да има барем помало познавање од сите делови за да може да ги склопе у една. Баш ми се допаѓа што стартува нели со онлайн курс, па ќе кажам дека тоа ми го зема на мен вниманието и фокусо и заради тоа највеќе сакав да дојдеш, да бидеш гостин и да го споделиш твоето искуство од што значи да креираш ваков курс. Колку време ти одзема за припрема на истиот, што прави при ланч, дали прави некои маркетинг трикови, стратегии, како ги доби твоите лидс, колку тие генерира у sales, едно по едно ни ги објасни тие работи. Јасно. Најпрво почнав со тоа да им кажувам дека ќе има нешто, ќе има курс, не сум сигурна од кога, но ќе има курс. И значи секој што се двоуми дали да почне со креирање на сопствен Instagram профил, just do it. Just do it. Од кој аспект? Бидејќи нели, на страна што ќе можеш свој сопствен бизнис да си креираш, ќе можеш и себе си многу добро да се маркетираш. И ако си на македонска публика, немаш многу конкуренција. Бидејќи бара од друга страна многу време, многу посветеност и многу комуникација со луѓето. Многу е добро да првично ја придобиеш довербата од луѓето. Значи, кога ќе го креираш сопствениот профил, каде што ќе ја покажуваш сопствената вештина и ќе ја споделуваш со другите луѓе, не оди одма на тоа да им ја продадеш, бидејќи луѓето малку ќе бидат скептични, зошто одма ми ја продава, наместо нели да ми кажеш зошто, нели да ми покажеш зошто ова нешто да го купам, нели, бидејќи малку сме скептични кога сме во допир со нешто што сакаме да го купиме. И затоа, значи, мојот профил е веќе 2 години тука, скоро 3-та година навлегувам, нели, како
дизајнер кој што споделува содржина на македонски јазик. И од тука, како свати дека јас ја имам нивната поддршка и доверба, си направи форма каде што луѓето се пријавува за попуст, нели, присел попуст, имаше околу 500 пријавени. Од тие 500 пријавени, курсот го купија околу 200 и нешто души во првите 5 до 7 дена. Јас искрено Многу голем процент. Ја очекував дека ќе бил 2 или 3%, обично толку се движе од регистрирани до тие што ќе платат. Да. Искрено, јас не очекував дека ќе има многу луѓе. Секогаш кога и да правам нешто, одам без очекувања. Бидејќи сватив дека кога одиш со очекувања, само повеќе ќе се разочараш и нема после да Страф ли ти од разочарување? Да. Мислам, не ми е страф. Сум имала неуспеси и многу ми е мило некои неуспеси што сум ги добила, но тие неуспеси уште повеќе те учат како да дојдеш побрзо до тој успех. Разочарување реално мора да се случи, мора. Те учи на животна лекција. И кога сме кај курсот, значи нели, не очекував дека толку многу луѓе ќе го купат, не вложив пари за маркетинг. Собствен маркетинг си бев јас и луѓето кои што ме споделува на стори како поддршка. Океј, ама да им појасниме на другите. Всушност ти 2 години ставаш содржина на македонски за дизајн. Да, и на YouTube профилот, каде што имам неколку објавено видеа, посебно 2 долги видеа за како да научиш Photoshop и Illustrator. Буквално се објаснува што и како прави таа и таа алатка. Јасно. И сега ти после 2 години одлучуваш дека можеш ово да го претвориш, да го монетизираш. Да. И го пушташ курсот. На која дата го пушти? На 1 декември и бидејќи имав помош од мојата другарка која што ми ги води маркетинг кампањите, буквално пред да им го праќа линкот за купување, претходно стигаат пораки. Буквално имаше околу 50 пораки што во тој момент ми стига. Маја, ми нема стигнато линк за да го купам курсот со попуст, што се случува? И баш се смеев со другарка ми во тој момент, мислам се смеев од радост. Бидејќи не очекував дека уште 17:00 кога ќе стигне, луѓе ќе пишуваат за да го купат курсот. Јако. Направи ли пример анализа за која да ти биде цената или си одеше по некои светски дизајнери што имат курс? Првично се споредував со академиите. Дали да ставам 1000-2000 евра и си викам, маја не се го пире, значи и јас да сум од страна на студент толку пари не би дала. Од аспект што дали тие пари мене ќе ми се повратат, бидејќи во што и да вложам пари, гледам после тие пари како дупло да си ги повратам. Нели, си размислувам да аспект дали вредност има тоа што ќе платиш и каква е таа вредност. И претходно, пред да го пуштам курсов, негде околу август, направив анкета да видам која е цената што може луѓето да си ја допуштат. И на таа анкета одговорија негде околу 150 луѓе и според таа цена јас ја формирав моментално. Анкетата на твојата група на корисници ја прави? Луѓето што ме следат, го објавив тоа на стори, ми одговорија луѓето и според тоа нели си ја формирав цената и бидејќи курсов е и за луѓе нели што немаат никакво знаење од IT, за средношколци што се или што доаѓаат од некоја си сосем трета област, решив според нашиот македонски стандард дека цената 100 евра да е сосем окей. Што им нудиш ти за 100 евра? Им нудам повеќе од 40 видео снимени лекции, каде што... мислам, нели? Да. Значи на страна Figma ја учиме, првично започнуваме со целосно учење на Figma, после за user experience, user interface, креирање на дизајн систем со цел кога ќе се креира веб и мобилна апликација да може полесно да ја креираат нели апликацијата, да заштедат на време и да знаат како реално би требало да функционираат со својот прв клиент или пак својот прв проект или пак со својата прва пракса. И настрана од тоа јас им нудам дополнително менторирање и освен менторирање секоја сабота имаме дополнителни предавања. Супер, на некоја Discord група се собирате, дискутирате работи. Да. Ја гледав дека споделуваш и од домашни, од мислам студентите, ајде да кажам, тие што го
слушат курсови, гледат стварно добри работи, веќе стварно добро напредуват дечките. Срекна ли си така пример кој ги видиш од твој курс, некој дека нешто научил и го споделил? Многу. И настрана во курсот има дополнително нели за домашни задачи. И значи домашните задачи се направени по тој ред да наученото може да го применат. И секоја видео лекција заедно со домашна задача се надоврзува на претходното, што значи нон-стоп има повторување на наученото, бидејќи нешто кога ти е нон-стоп во практичност го повторуваш, толку повеќе поголема шансата дека ти нешто ќе го научиш. И многу сум среќна кога нон-стоп нели ги прават своите домашни задачи, нон-стоп се активни, нон-стоп прашуваат за прашања, помош. И настрана од тоа, кога ќе прочитам коментар позитивен за мојот курс и за тоа дека сум ги мотивирала, јас сум пресреќна. Мислам, тоа уште повеќе ми дава доза на мотивација и допамина, ајде да го наречам, за да го споделам уште повеќе моето знаење. А дали имаш статистика колку од луѓето што веќе го имат почнато курсо, ги имат, да речам, завршено сите часови? Дали е голем? Сакам да знам колку се откажуваат, колку... Па, бидејќи курсот е наменет за секој што сака да си го организира своето време, нели да си го учи во моментот кога што сака да го учи, или да го учи од било каде што сака. Некои се студенти што значи малку го пролонгираат, некои го стават за наредната година, нели 2023 resolution. 10% се стигнати до четврти модул, тоа е user interface делот, каде што веќе ги применуваат правилата на user experience, user interface и веќе прават повеќе од еден скрин. Што значи, например, ако имам login скрин, следно одат како ќе биде success скрин, dashboard скрин, така што полека си одат. Колку сати материјал имаш снимено? Имаш и глава или немаш пресметано до сега? Не, но може тука да се гледа нели по колку... Да, пошто гледам дека доста има онака... Сигурна сум дека се повеќе од 10 сати. Бидејќи настрана, например, во делот за креирање на веб апликација, например, homepage, contact page, blog page, како да се прават, сите тие се посебно снимени. И у суштина, они може да ги гледат тука и после смеат па да се навратат на претходна лекција или еднаш како го гледат и тука останува. Не знам како работи Teachable платформата точно. Курсот им е достапен, значи во секое време. Кога сакаат, дури по завршувањето, нели, повторно се навратат на некој материјал што сакаат да го гледаат. Дури од Discord предавањата во сабота што ги имаме, значи тие дополнително се прикачуваат на самиот курс. Што значи дека ти да си пропуштил предавање, повторно можеш да го гледаш. И настрана тоа, нели, откако ќе го купиш курсот, јас сум тука за тебе 6 месеци да те поддржувам. Бидејќи на некои луѓе едноставно им треба некој да ги потурни за да го постигнат својот потенцијал. Па да, некој и некој малце ќе заглавил нешто или нема да му е јасно и баш доволно ќе му биде само да му објасниш некој дел за да може да продолжи. Дека може да видат луѓето твоето пример портфолио, кои работи ги имаш работено до сега? Јасно. Нешто да ми кажеш околу кои работи у позадина ги имаш правено и слично. Моментално може да се види на Behance, само што таму ми се веќе дизајни од пред 2 години, бидејќи нели откако започнав да си работам во дизајн маркетинг агенци, почнав нели со фриленсинг да си работам и нонстоп бидејќи потпишав NDA, немам нели можност да ги прикажам дизајните што сум ги креирала. И моментално моето портфолио е до каде што е застанато, но моментално креирам ново портфолио бидејќи сакам мојот процес на дизајнирање да го прикажам. Бидејќи баш сега дискутиравме за мојот курс, нели моментално не е нешто нај дизајниран, бидејќи на Teachable, да, там каде што имамо немаш ограничување, имаш како треба да изгледат работите.
пошто за Да. секој предпоставувам треба слично да Да, изборот ми изгледа. беше дека со тоа начинот како е дизајниран и доаѓаш до момент, па чекај, ти ми продаваш курс за UX и дизајн. Да, ти продавам, но тука ограничена сум до каде јас можам да одам со мојата креативност. Има ли некои часови што може некој како демо да ги погледне, па за да се одлучи дали сака тоа да го прави или не? Има само еден час што е, а тоа е вовед во UX и дизајн. Вовед во курсот, да. Сама си ги имаш монтирано видеата или имаш помош баран? Тај процес ме интересира целиот, колку време си ти потрошила за да ги спремаш сите работи. Јасно. Многу е битно да си има тим, тоа го сватив. Нели, настрана од другарка ми што ме ги води тие маркетинг, тоест мейл кампањи, бидејќи реално не можам кога да достигнам, бидејќи настрана имам проекти на кои што работам, профилот што го водам и освен тоа имав девојка, Ема, која што ми помогна за да си го срам цел контент на, нели, да е нашминкано како што треба, и настрана имав другар кој што ми помагаше да ги едитирам, тоест тој ми ги едитираше видеата, бидејќи нема време во рок од 1 месец јас кога да постигнам се. Бидејќи настрана јас мислував содржината, па додека се преснимуваш, нели, моментално имаш подкаст, слични знаеш како е, ги да. имам и знам колку време се троши на која работа и затоа ме интересираше за како го ти имаш тоа организирано и колку време губиш на тоа. Поногу ли пати се преснимуваш или веќе лесно ти оде? На курсот по многу пати се преснимував. Што на Инстаграм видеото, но кај тебе можам да приметам како ептен немаш трема, многу убаво работи ти ги кажуваш, многу како да седеш со некој моменто. Имаш и гледано некои туторијали за да си тренираш или од самото време што си била пред камера па те е доведело до оваа ситуација? Јасно. Што ја имам релативно проблем. Кога земам пример пред камера на каде снимам, не сум 100% истиот како што сум природно. И тие луѓе што ме знаат, одма ми кажат дека сум пример по стегнан и дека не сум баш истиот како што ме знаат. Јасно. Па мислам дека овој коментар ти го дадов, нели, за како да се подобриш пред камера. Имам повеќе начини за тоа, баш го размислав. Единствено што треба да го подобрам моето говорење со кога се кочиш, кога треба нешто да кажеш, а уствари само треба да земиш пауза додека разговараш. Ете го. Да. Порано, значи, кога го имав профилот направено, нон-стоп се преснимував, се слушав. Мислам, тогаш ја имав трема. Сега, да, немам трема, бидејќи буквално можам да одам, значи, по пат и вака да си се снимам и да не се замарам леле како ќе изгледам едно друга. Значи, треба да се опуштиш, целосно да се опуштиш. И има два начини за да погледнеш дали говориш како што треба. Прво да се преслушаш добро, како ти звучи гласот, бидејќи реални да сме, многу ни е битно кога слушаме нешто дали гласот ни е убав за да го слушаме или не иритира, бидејќи некој може да кажува предобри учтиви ствари, нели едукативни, но ако гласот не нервира, со сила тоа ќе го изслушаме. Но тоа многу вежбав, нели, мојата артикулација. И на страна што кажав дека се преслушувам како изгледам кога сум мјутната. Така што на тие работи мислам дека треба да се обрне внимание и дека треба да го прифатиме фактот дека сосеме во ред пред камера да сгрешиш. Ништо страшно. Да, не дека е нели страшно. Или исто и на мен ми најдуват пример многу мана, гледам на коментари ми пишуваат дека не сум доволно енергичен, дека цел време со еден ист тон ги кажувам работите, ама едноставно па и не можам да глумам нешто па што не сум ја. Сега не можам да правам до толку интересно да им биде на луѓето. Едноставно мислам дека кој сака да ја добие содржината мене и тоа што ќе го збореме, ќе седне и ќе слуша, па сега не може се да биде перфектно. Барем ја така и сваќам работите. А ти, пример, тренирала ли си точно како ќе звучиш, па дека да покачиш глас, дека да спуштиш или само ти оде тоа? Јасно, само да прашам, прв пат е да водиш подкаст или нешто слично на подкаст? Прв пат ми е, никош претходно не сум бил ни пред камера и ово ми беше оно како челендж ради тоа што секојаш имам
некоја трема пред камера или пред јавен говор, и викам, мајке, вземам, ќе си водам подкаст и малце да се истренирам. Јасно. И уште нешто да се надоврзам на тоа што кажав дека нели камерата е твојот најдобар другар. Бидејќи кога се сликаме за себе си сме поопуштени, но кога се сликаме за некој да не види, такви сме малку затегнати. Бидејќи секогаш одиме со тоа леле што ќе каже од другата страна. Секогаш одиме во нашиот мозок за од другата страна како ќе бидеме прифатени едно од друго. И јас така одев. Се додека до моментот дека се снимам за себе си, и дека секогаш ќе има напредок. Например, сега моментално тебе на подкастот, нели, се доживуваш дека немаш енергија едно друго, но како што ќе одиш се понапред и понапред, ќе забележуваш поголем прогрес на самиот подкаст. Да, ма во суштина касно ги правам, секогаш после работа изморен сум и не очекувам ни од мене дека ќе имам некоја додатна енергија, ама да, може ќе се подобрат некои работи со тек на време. Онака кај тебе мислам можам да забележам дека си флуидна, онака лесно ти одат мисли, реченици, убаво ги кажуваш работите. Ја те и на час на Финки, кога ме викат како гостински предавач, ја падне и до толку работите убаво кажам, и ако претходно нели ми се спремни изборам за тема што ми е ултра позната секогаш на мене, ама најверојатно тоа е процес и мора да помине да се извежба. Да, јасно. Инако ме праша дали имам одено на некакви си часови за говорење. Не, немам. Единствено што сум била присутна на надпревари, дали тоа е за поезија или за нонстоп, мислам во текот на 4 години одев на Народна техника, каде што се надпреварував нели за веб дизајн и нели мораш за таму да се вежбаш, да докажеш зашто твојата надпреварувач, нели темата со која што се надпреваруваш е подобра од темата на другите. И мислам дека големо влијание имам од луѓето што ги следам на подкаст и гледам како комуницираат, што прават, нели пауза после зборењето, колку се полни со самодоверба, значи сигурни се во тоа што ќе го кажуваат, ги наблюдувам, нонстоп наблюдувам, значи што и да гледам наблюдувам за да научам нешто од тоа. И мислам дека големо влијание врз мене има Джордан Питерсон и можеби некои книги, не дека од книгите освен што читаш, нели не можеш што да примениш од тоа во текот на говорењето, освен подобрување на својот речник. Така што мислам дека доволно сум научила од Джордан Питерсон, исто и од Стив Џобс, што сум гледала како комуницира, што прави додека комуницира. И како што кажав, треба едноставно да си опуштен и да сватиш дека ти најдобро знаеш од твојата професија. Да, тоа што сакаш да го кажеш, секако најдобро познаваш ти и да, треба, нели, да седнеш, да застанеш, да го испрезентираш тоа, па другите после да ти го оценат и да кажат дали е добро, дали е лошо. У суштина, од јутубери што спомна некои, кажи ми кој ти има највеќе оставено впечаток на тебе? Македонски јутубери, странски јутубери. Кој ги следеш највеќе? Најмногу следам за дизајн, Мизико се вика и Wire to Design. Нели, што си ги следам. Ги ставим у description за да може тие што не следат за да дзирнат што те интересира. Не знам дали да го ставам Джордан Питерсон како јутубер, бидејќи Па добро, не е јутубер, ама постоја нели на YouTube и има многу часови. Освен од тие големи имиња што ги следам нели на сегде на социјал. Да, зборам за едукативен карактер, не за смешки и за глупости. Нели како што кажав, Джордан Питерсон што си го следам, Ендрю Тейт нонстоп што има видеа, Снико. Мислам Снико го следам уште од короната, но после короната, мислам од оваа година малку ми е одбивен за тоа. Мислам за темите што ги објавува, за начинот на комуникација. Ендрю Тейт, дали го сметаш како контроверзна личност и да продискутираме за тоа, за бан што имаше на Твитер и по социјалните мрежи,
Што мислиш за тоа? Јасно. Пред да одговорам, дали си запознаен со него, за да знам до каде да разговарам? Малку сум запознаен. Искрено, и ја дознав за него од кога го банираа и од кога му ги тргнаа работите, тога и разбрав што како е. Претходно го неам следено и малце знам работи. Ама можеш да кажеш, ама сигурно има и некои други исто што не знаат доволно, па можеш да кажеш заради што се го банирали и кое е твоето мислење за тоа. Јасно. Сватив дека личностите што директно во фаца ти ја кажуваат вистината за тоа како функционира светот и не е проследено со пропаганда едно друго, секогаш ќе бидат cancelled. И не е само тоа, нели, со Доналд Трамп што се случи после неколку години што дознаваме преку Twitter files, која е стварно вистината позади тоа. Ендрю Тейт е наречен шовинист и не знам ти што, бидејќи има некои мислења во однос за феминистичкото популарно движење, со кое што јас не се согласувам, мислам со однос за тоа феминизам, бидејќи на некој начин не е тоа како што треба да изгледат работите. Еве сега, значи ќе навлезам директно во детали. Нели, наречен е шовинист поради тоа што не се согласува со тоа дека жените немаат еднакви права како што имаат и мажите, и баш сега деновиве е популарно дека жените немаат родова еднаквост во IT професиите, со што не се согласувам, бидејќи имаме доста успешни жени како во IT што имаат сопствени бизниси, значи нема родова нееднаквост. Родова нееднаквост има во исламските земји, каде што жената нема буквално право да си го заврши своето ниво на едукација. Значи тука сме во момент, живееме во општество, во време каде што жената може да прави што сака. Значи може да оствори собствен бизнис, може, никој не е забранува. И Ендрю Тейт, како што кажав, ја многу работи научив од него. Значи како што кажав, за курсот, дел од работите ми се научени од него. Како да размислувам, како да постапувам, применувам негови работи, што го гледам, што го наблюдувам. И свати... Некои примери да ни кажеш што тие работи? Па, еве, како за да... маркетинг нешто? За маркетинг, например, за нетворкинг. Баш има целосен курс за ти како да ја подобриш својата нетворкинг мрежа. Бидејќи, многу правиме грешка, мислам поголем дел од луѓето, кога се запознаваат со некоја битна личност, наместо повеќе да се интересираат за неа, за да ја остават впечаток, за да си го продолжат сопствениот контакт, што прават овие луѓе? Не поставуваат убави прашања, им го трошат нивното време со своите проблеми, што и не треба така. Например, ти прв пат кога запознаваш некоја личност, дали ќе почнеш да и се жалиш за твоите проблеми или ќе сакаш да се запознаеш со неа за да скучите пријателство? И сватив тука колку е многу во право и дека фактички јас така постапувам. Мислам, не постапувам да им се жалам, туку гледам јас да се запознам со нив, да скопам пријателство, бидејќи доста пријателства што сум ги склучила благодарение на тој нетворкинг многу ми помогнале и јас сум им помогнала, нели? Заемна помош сме имале и поддршка. И од друга страна, Ендрю Тейт многу го почитувам, бидејќи вика дека човекот е мрзлив и дека е броки. Броки од аспект на се жали дека не знам, нема убава кола, нема имот, не знам ти што. Мислам, окей, настрана материјализмот. Ендрю Тейт вклучува многу, ајде да ги наречам, источни филозофии. Например, да вежбаш, мислам сите тоа ни го кажува дека треба да вежбаш, треба повеќе да веруваш на себе, да имаш поголема самодоверба, дека ти во овој свет зависиш од себе и од никој друг. И дека твојата несреќа и среќа се лично само твои, ти си одговорен за нив, никој не ти е виновен. Пример, сега јас сум неуспешна и општеството ми е виновно за тоа. Не, тебе никој не ти е виновен или должен за ништо. Единствено си лично самиот ти. И, например, бидејќи имаш многу коментари, нели, повторно за дека е женомрзач, не знам ти што, јас искрено не најдов на подкаст каде што тој вика дека
треба вака или онака да се однесуваш спрема жената. Не. Тој значи убаво ти кажува, мажот треба да се однесува заштитнички спрема својата жена. Мислам, тоа е уште во нашата сама ДНК врежано, нели? Тоа се кодови што не може никој освен природата да ги промени. Така што мислам и ти, нели, имаш семејство, се грижи за нив, значи се поставуваш заштитнички спрема нив. Да бе, на секој ДНК-то, на секој машко мислам дека е така да се однася, пошто тој илјадници години е функционирало на тај начин и тоа не можеме сега да го сменеме одма, ама не сум запознаен, нели, со ставовите он што ги има и у која насока ги е комуницирал со јавноста, па да дојде до блок од тоа. Може да некој ше претерал со некој од работите. Па, како што кажав, значи, кога, бидејќи моментално живееме во општество кога некој ни ја кажува вистината и не е sugar coat, нели, така обликувана. Мислиш некој дека ги боли вистината за тоа? Да, многу во е. И баш пред некој ден имав неколку онлайн дискусии и, нели, ти многу нормално, многу културно се поставуваш, го прикажуваш своето размислување и луѓето тоа многу лично го доживуваат, па почнуваат со пцовки, со навреди едно друго. Значи, ако те боли, значи стварно нештото е во право, во вистина, бидејќи човек кој што комуницира нормално, културно и здраво, ќе примени дискусијата нормално како што треба, без да вклучува, нели, елементи на примитизам, ајде да ги наречам. Бидејќи заборавивме тоа дека здрава и нормална дискусија не значи хейт или омраза. Нели, и во филозофијата, како што кажувам, значи често тоа го кажувам. Значи во филозофијата и двете страни се во право и секој има различно размислување, различна перцепција околу работите што се случуваат околу него. Дали Twitter Files ги гледаше и дали беше изненадена од работите или ти беа веќе очекувани? Очекувани ми беа, бидејќи, како што кажав... Како само доказ на нешто што не е било у глава, дали стварно се е случувало или не? Читав, како да ги наречам, како се нарекува, теории на заговор, дека, нели, тоа е теорија на заговор, едно други. Ама од друга страна си, дали стварно тоа е теорија на заговор? И читав искрено да бидам 90% од работите што ги прочитав, ја не бе воопшто изненадена, бидејќи работите што се случува нонстоп ни се пред очи. Но ние сме толку многу исклучени од надворешниот свет, од себе си, што и се нешто пред нас да се случи, ние нема да бидеме свесни за тоа. И тука може да погледнеме усвари човекот колку се далечува од себе си. А ти, например, какво размислување имаш за нив? Некои работи стварно ми беа чудни. Например, како може FBI, токава голема институција што треба да се бави со многу азбилни работи, и очекувал сум ги пример дека сум на многу по-високо ниво, они да имат посебен тим и да им пишуват на Twitter кој твит да го стават на бен и кој човек да му направат суспенд на акаунто, и тоа, значи праќате им мејл, нели, на Twitter и глупо образложение, некој што зафракава, некој што прави некоја смешка. Имаше еден, беше напишал пример, гласењето им е у среда и он вика, ако си републиканец, излези да гласаш у четврток. Мислам, глупост, зашо сега заради тоа да го банират, да му суспендират акаунт и некој со тоа се замара, пример, човек што има 1000 followers. Океј, ама некој имаше такви глупости пишувано, што Апла гледаш дека се зафракава тоа кој е веродостојно, тај некој да го гледа и заради него да излават луѓе у четврток, примерно, гласање или било што. Мислам, тоа ми како ептен губење на време на тие луѓе там што работат, за глупости си го губат времето и трошат. За Трамп и за слобода на говор, бидејќи, нели, Илон Маск моментално поставува нови темели на Твитер. Тоа го дискутирав и на еден од претходните подкасти, уште не ми е објавен. Мислам, Илон Маск дека секој си најде он некоја малце по-широка тема за да може да ги анимира вработените и луѓето и тие околу него, дека има некој поголем гол, а не е само обична social networking компанија. Се он се залага
како за free speech, како што залага за SpaceX да идат на Марс и како што се залага преку Тесла да го направат целиот свет да функционира на renewable energy. Мислам тоа малце дека се маркетинг трикови, не знам колку нели ќе се залага за free speech, у моментот да, залага се, става некои работи, ама колку е тоа така, не можам да кажам, на мене повеќе ми изгледа на маркетинг финт. Ти како го гледаш? Па можно е, нели, за Илон Маск. Илон Маск, мислам, самиот по себе маркетинг и тоа е многу одличен пример кој што може секој сите да го применуваме. Значи, еве баш повторно јас ќе се навратам кај курсот. Јас не вложив пари за да направам спонзор, освен моментално сега пред Нова година, за да проверам дали стварно ќе функционира како што сакам јас или сепак пак word of mouth е далеку подобар маркетинг. И каков резултат доби? Word of mouth е секогаш подобар маркетинг. Бидејќи, например, тебе кога некој ќе ти предложи нешто што веќе го искусил, ти побрзо нему ќе му веруваш или нешто што ќе го прочиташ онлайн? Не, апсолутно, ама на тај начин со word of mouth дали ќе можеш да стигнеш ти до такава голема група на луѓе, тоа е прашањето. А со реклама можеш Instagram, Facebook, YouTube за 24 сата милиони да слушнат за тебе. Јасно, за од јануари и февруари имам поставено маркетинг преку инфлуенсери, повторно тоа на некој начин е word of mouth. Бидејќи ќе го тестират мојот курс, ќе може да дадат мислења, така што ќе видиме, ќе го провериме. Ќе го измериш. Моментално колку има за членето до сега? 200 и нешто. Точната бројка не ја памтам. Знам дека е 200 нешто. Моментално се целам кон повисока бројка за следната година, па ќе видиме. Но како што кажав, одам без очекување. Не сакам да се разочарувам. Иако треба нели со тоа да се соочам. А кога сме кај Илон Маск, како што кажа, значи човекот стварно има одличен маркетинг, посебно со Тесла. Пример, возиш Тесла, можеш да кажеш нели дали си задоволен од тоа што ја возиш. Па моментално и највише word of mouth, пошто они немат класичен тип на реклама, само Илон што е реклама и луѓето што купуваат, а обично early adapters како мене што се, обично знаат да влијаат на други и да им пресудат за да може да донесат одлука и да купат ново возило. Океј, да, презадоволен сум ја од самото тој на секој нели можам да препорачам, да ги кажам добрите работи и зашо верувам пример у Тесла како порано што сум верувал у iPhone на почетокот. Тај ми е моментот сега, дека тоа се случува, па дури моментално развивам со уште еден девелопер апликација за Тесла што ќе пуштиме веќе за месец-два. Така да пробувам и колата да ја искористам за тестирање за да можам да пуштам апликација. Интересно. И тука да се надоврземе за маркетингот. Да, инаку Илон Маск прави многу добар маркетинг, нели, без да вложува пари во тоа. И тоа е многу паметно нешто. Бидејќи нели кога имаше промоција на Тесла автомобилот, не сум сигурна за точно кој беше. И нели кога маваше со за Cybertruck. Да, кога маваше со А на теб чекај како дизајнер свија ли ти се Cybertruck? Па не фан сум на Cyberpunk стил, нели, таков стил нешто, така што да, као јаке, но и ако да бидам реално, јас сум повеќе фан, например, на BMW. Дизајнот не можам да опишам колку многу одлично дизајниран, посебно на сериите што се 2005-та, 2006-та, олдтаймери. Мислам, не е баш тоа олдтаймер, тука сме блиско. Но како што кажав, да, дефинитивно. И дури ме интересира, онака сакам длабоко да ги разгледам портфолијата на тие дизајнери. Па види, тие дизајнери во автомобилската индустрија малци обично у стандардните компании работат, што сум слушал, со многу големи ограничувања. Значи ки им кажеш мора тука овај дел токав да биде ради тој, тоа мора овај дел да биде овака, и они имат малку простор за маневар, додека Тесла, оно Cybertruck буквално им е дадено како прави што сакаш, а измисли нешто, и затоа е оно како стартувано од first principle на дизајн и се, и е гледано како само на поедноставен начин да може да се креира возило, уствари
они ќе оправат тоа со нерагјусувачки челики, да може со таа гигапресата да ги штанцат на еден начин. Затоа такви форми, пошто нерагјусувачки челик не може да правиш такви благи форми. Да. Ама интересно е, од секој тип, секоја нова таква информација, на мене ми е доста интересно и знам да изгубам по многу сати на YouTube, да го гледам дизајнеро на Tesla главен Chief Executive на дизајн, што е многу интересен лик. Он ги има направено од Model S, па тројката, па Roadster, Cybertruck, редизајна на S, он е главен на се и многу як и кул лик. Препорачувам ти како дизајнер да гледаш некој од неговите видеа, исто како што сум. Тен ми е јако кога слушам видеа со Джони Аив, ако го знаеш, од Apple. Главниот дизајнер што го има направено, правио Mac, правио iPhone, iPod, сите продукти револуционерни што се имат направено е се од Джони Аив. Гледај го, значи прејак, прекул лик, мислам дека плюс е британец и сега јако е ми што текна. викат за тоа алуминиум, не знам како со британски акцент, викат најако е кога слушам Джони Аив да ми објаснува за MacBook voiceover, пошто имаше обично на рекламите и вика кога каже алуминиум на британски акцент. Да. Само да се надоврзам за со Теслата, нели повторно маркетинг ќе се надоврзам, нели кога со Камен се мава на Cybertruck и нели сите почнува на Twitter да пишуваат као као не му чини новиот модел на Илон Маск, фактички на тој начин тие му прават маркетинг. Бидејќи читав дека многу луѓе доаѓа да го купа, доаѓа да ја купат Тесла само поради тоа што некој ќе каже као ова е лоша. А водно за дизајнерот на Apple, баш са ми текна, бидејќи баш ја читав книгата, биографијата за Стив Џобс и од таму си ги поврзав тие работи. Инаку вака онлайн не сум го следела дизајнерот, да бидам искрена, иако имам влијание од Стив Џобс. Да, он има раскажувано со Стив Џобс како одели пример по хотели, па на Стив Џобс не му свигал хотело, па ајде усред вечер ќе се префрламе у друг хотел, ама и Стив е бил фасцинантен за да препознае дизајн, а Джони Аив е бил страшен индустријски дизајнер. Значи овај минимализам што го имаме добиено на MacBook се нема нели сменет уште од 2015 година. Се е тоа негов дизајн и концепт. Да, посебно да не збориме за минимализмот што е употребен натре во самиот iOS. Многу ми е интересно кога човек што е нонстоп на Android ќе дојде и ќе каже дека iPhone не чини. И сум, окей, јас тоа го мислев, се додека не пробав каква е функционалноста и на MacBook и на iOS, нели на iPhone. Именно вика once you go Mac you never go back или come back, не знам. Да, се согласувам. Така што за некои дизајни, еве баш и за автомобилската индустрија баш ќе се надоврзам со Lamborghini. Бидејќи го гледав филмот што е за Lamborghini, не сум воодушевена многу од тоа како одеше од тек на тек самиот филм, но сум воодушевена од самиот Феручи Lamborghini. Колку е посветен на својот тим и ствари колку од тука значи дека кога ќе го донесеш дизајнерот и ќе му кажеш нели толку си ограничен и тој кога не верува во себе, но кога ти ќе веруваш во себе дека стварно ќе ги постигнете одличните резултати. Така што тука да се согласувам. Кажи ми, ако некој денеска сака да почне да прави некој курс на интернет, било шо, каков и да било мастер клас. На кои работи треба да внимава и што би му препорачала ти? Првично да проба, туку мора да си направи социјални мрежи. Инстаграм толку многу добро функционира што не му е потребна Facebook страница. Или пак на LinkedIn да седи. Барем тоа од моје лично искуство, бидејќи кога ќе почнеш да бидеш контент креатор, не само што ќе имаш дупло повеќе можности, шанси и прилики, туку ќе можеш да се поставиш понапред од својата конкуренција
и да склопиш нови пријателства и конекции кои што ќе ти помогнат уште повеќе во самиот процес на ајде да ја кажам на твојата кариера. И при тоа многу е битно да се поврзиш со самата публика, да им понудиш вредност, за ти назад да добиеш нивната доверба. И откако ќе го стекнеш сето тоа, пополека, значи биди човек пред нив, биди природен, не мора да се правиш нешто што не си, бидејќи ние како луѓе не сакаме кога некој нешто глуми, одма ние веќе нели антипатичен, верувај во самиот процес и пополека пренасочувај се, значи формирај си тим, нели, доколку знаеш да едитираш, да пишуваш контент, да водиш маркетинг, тогаш супер, можеш и самиот, но со тим во креирањето на курсот е далеко подобро. И секако мора да се вложат пари за моментално јас Teachable ја користам како најдобра опција за разлика од Coursera и од Udemy. И тоа е тоа. Која е разликата меѓу Teachable и Udemy? Teachable е повеќе за контент креатори што сакаат своите вештини да ги продадат. И повеќе можности нуди, немаш толкава огромна конкуренција на тој пазар. А додека пак на Udemy ти можеби ќе го креираш курсот, ама тука имаш конкуренција. Нели можеш да си ги разгледаш сите различни курсеви што постат ајде за UX UI дизајн. А ете кај мене среќа, јас имав можеби среќа, можеби едноставно паметно размислување што се фокусирав моментално само на домашна публика, каде што немам доволно многу конкуренција едно друго, освен академиите, но академиите и курсот мислам дека се малку различни варијанти. Да, и друг прайс рейндж и друг тип на предавање и мислам дека индиректна конкуренција ти се у суштина. Да. И мора да се даде до знање дека луѓето секојаш ќе сакаат нешто ново да научат. Само ти треба да се потрудиш да бидеш добар ментор и да размислиш дали ти тоа што го нудиш да го продадиш, ќе седниш, ти лично ќе си го купиш нештото или пак нема. Мора и од тој аспект да се научат да бидат и многу битно да научат да бидат добри sales persons. Бидејќи можеби твојата вештина, твојот курс, твоето знаење е феноменално, но ако не знаеш тоа како да го склопиш добро и да го продадеш на луѓето без тие да сватат дека ти нешто им продаваш, значи ти си завршил одлична работа. Колку фи зима Teachable, како оде пејменто, дали треба да креираш надвор компанија, како исплатите се прават, објасни го тоа. Не е потребно да имаш собствена компанија, само потребно да имаш или PayPal или Stripe. Јас во моментов одам со PayPal. Има околу 3 или 4 пакети, не сум сигурна. Јас пакетот кој што го плаќам, го начекав на Black Friday попуст и само ми зема 5% фи. А додека пак ако третиот или четвртиот пакет го одбериш, не ти зема фи. Значи, у суштина, колку поскап subscription плаќаш, помало е фито што ќе ти го земе од луѓето што доаѓаат на платформата. Да. Таму ги хостираш видеото и целата содржина и Teachable се грижи за тоа, така ли? Да. Не е дека ги ставаш некаде на Vimeo, на YouTube, па само ги линкуваш. Се ми е на Teachable, бидејќи најубави опции ми нудеше како платформа и тука ме пренасочи на Teachable да дојдам Андреја. Таа пример има собствен курс за англиски јазик и нели таа ми помогна што и како тука да се насочам и после нели гуглав да видам дали стварно Teachable е подобра платформа за хостирање, за објавување на курс за разлика нели како што ги знаеме Coursera и Udemy. На Андреја како ја оде со курсот по англиски? The Education, одлично ја оди, презадоволна и многу ми е мило што гледам дека не само таа, туку и многу други луѓе почнуваат своите вештини да си ги продаваат онлайн. Тоа е ако може да го ставиме и description и нејзиниот курс за да го погледнат, дали знаеш и некои други моментално што функционираат од Македонија преку Teachable и што имат некаков тип на курсеви? Па, Teachable моментално не, но нели имаме многу добри профили на македонски јазик. Пример имаме за content writing, Ема writing, мислам дека беше, не сум сигурна, ќе ги поставиме нели во опис. После има еден нов дечко за програмирање на македонски јазик и со така многу се радувам бидејќи почнува да се свестува дека ни е потребна содржина на македонски јазик.
Следно има веб, не сум сигурна, со Дарија, исто таа предава, например, за брендинг дизајн. После следно имаме еден дечко atech.mk, каде што кажува за компјутерски спецификации, повторно со IT поврзан. Имаме после за како да работиш од Upwork со Adri, Just Adri, мислам дека беше. Така што пополека имаме убави контент креатори кои што споделуваат сопствено знаење поврзано со, па ајде да кажам, моментално најпопуларни сфери за работа. Финансиски може ли, дали задоволни, дали финансиски, пример, можеш само од тоа да функционираш? Реално, ако имаш доволно клиенти, барем тројца клиенти кои што стално ќе ти бидат клиенти, да. И тоа многу го гледам кај секој што започнува, нели, со онлайн професија, или пак кога ќе почне после првата работа, гледам дека на многу луѓе им е тешко да си ја побарат платата или парите што ги заслужуваат. Страф им е, нели, да не го пропуштаат работното место и така натаму. И мислам дека тука многу треба луѓето да се насочат, да се јасни и гласни со тоа што го бараат. И извини, и тука ќе дојдеме повторно кај делот со феминизам, каде што не се согласувам дека постои родова нееднаквост, бидејќи жените се плашат да ја побарат платата што ја заслужуваат, не се борат за своето. Пример, баш тоа како коментирав, и во 2 фирми каде што сум работела, сум ја земала најголемата плата, иако сум била единствена девојка што работела помеѓу мажи. И не е дека јас сум била девојка или оти таму имало мажи, не. Напротив, бидејќи сум седнала и сум кажала која е цената што јас ја нудам за да седнам и тука да работам. И тоа, значи, тоа треба да го разберат, без разлика дали е маж или жена. Да научат како да комуницираат и да си го барат тоа што го заслужуваат. Ама мислиш дека женските не си барат доволна плата и се плашат од тоа? Да. За разлика од мажите. Како што кажав, се плашат да не изгубат работната позиција. И јас сум се плашала. И почнав со тој менталитет да одам добро и не застанува тука светот. Светот продолжува напред да оде. Јас ќе си најдам повторно начин. Значи, јас моментално сум во моментот каде што повторно да почнам нешто од почеток, ќе знам пари како да направам од тоа. И тоа кој ќе го научи секој како функционира, ќе биде онака како можам повеќе од ова. Што сакаш да постигнеш од 2023? Поставив многу повеќе планови од колку што планирав. Запишуваш ли си ги целите? Да. Мислам дека бев видел на Инстаграм дека нешто правиш, ама не ми текнува дали не бев сигурен. Да, вчера баш ги запишав. Значи, настрано тоа што сакам да одгледувам растенија и уште да го подобрам мојот говор, да не правам при зборењето и сваќам колку звучи непрофесионално. И како луѓето те перцептираат, дали кога настоп ќе слушаат, бидејќи баш и на курсот. Има ли некој тренинг за како да се тргне? Не, освен од ова, дали да се крати и кога ќе се двомиш, застани и земи воздух. Као тоа го гледам, ќе го применам. Друго нешто, да положам за возачка, да отворам сопствена маркетинг дизајн агенција. Може би следнава година ќе успеам, може би нема, но не се откажувам од таа цел, да имам нешто сопствено. Бидејќи не застанувам тука, да, курс сум направила, ама сакам уште повеќе. Имав баш дискутирано со еден пријател, бидејќи го употребив зборот уште повеќе ќе грабам. И ми вика, зашто го употребуваш зборот грабам? Не е убаво. И баш во тој момент се подразмислив дали стварно грабам треба да се го користам како збор или не. И размислив, да, треба да го користам, зашто да не? Бидејќи свесна сум за своите потенцијали и за својот капацитет што го поседувам и знам дека можам многу уште повеќе. И дека не сум лична што може да се задоволи со нешто просечно. Бидејќи кој ќе навлезеш веќе во тој свет, знаеш дека можеш уште повеќе. И друга цел што сакам за следнава година да ја постигнам, тоа е подобар тајм менеджмент. Да не ми каснеш на подкаст. Да. А ти? Какви се твоите цели? Имам запишано
некои цели. Некој од нив сум да бидам оваа година и подобар татко од лани, да посветам малце повеќе време да успеам за фамилијата. Сакам Digital Hub да имаме помеѓу 500 и 1000 клиенти, тоа ми е таргет што го имам поставено за наредната година. И да лансирам уште 2 нови апликации сврзани со My Computer, но на различен таргет и различни маркети. Тие работи си ги имам ставено и да поработам малце на моето ментално и на физичко здравје, пошто последната година ради голем број на оврски, секој си нели најдеме како немам време за... Ке најдам за се друго време, ама за вежбање, пример, немам време. И сакам од 1 јануари веќе да си почнам едно темпо и да си поставам резултати, да можам малце да се посветам на физичкото здравје, пошто така ќе имам уште повеќе енергија за работа и на менталното здравје да пробам од некои работи да се дефокусирам за да можам да соберам повеќе енергија за подолг работен ден. Се согласувам. Сите тие се убави ствари, убави цели зацртани и сигурна сум дека ќе успееш да ги оствариш. Нели, треба степ по степ. И едно нешто што е многу клучно, баш тоа пред некој ден го разговарав со блиска пријателка, е дека се додека себе си не се поставиме на прво место, значи физички, психички, спиритуално, никош нема да можеме да сме достапни за другите како што треба. Бидејќи секогаш наоѓаме време за другите, но никако за себе. И треба да се освестиме дека нашето тело е нашиот храм, нели, храм, зборам од аспект на спиритуално, физичко ниво и затоа мора да се грижиме за себе. И кога себе си на прво место, ќе сме среќни со себе си, ќе може и другите луѓе околу нас ем да ги направиме среќни, ем тие да бидат среќни со нас. Бидејќи баш оваа година тоа се обидував да го средам, да сум посреќна со себе си. И Да, успеав и сватив дека нели кога ќе се поставиш себе си на прво место, ќе имаш време не само за себе, туку и за своите луѓе. И многу е битно како ги поставуваш своите приоритети. Тоа сватив онака е премногу клучно пред да правиш било што. Фала ти, Маја, и у 2023 сакам да се видиме и со уште подобри резултати од курс. Фала ти, со среќа и се најдобро во 2023. Фала.